Излезноста на изборите на национално ниво до 13 часот изнесува 34,83%, соопшти на пресконференција Државната изборна комисија. Најголема излезност има во изборната единица 4, 39%, додека најмала во изборната единица 6, 23,82%. Според Граѓанската асоциација Мост, најголема излезност до 13 часот има во изборната единица 4, 39,31%, додека најмала во изборната единица 6, 24,83%. Од ДИК велат дека тие немаат сознанија за нарушување на изборниот процес и според нив изборите се одвиваат мирно и без посериозни неправилности. Наблюдувачите на Центарот за слобода цивил досега регистрирале повеќе случаи на кршење на изборниот процес. На пресконференција беше соопштено дека се регистрирани над 1000 случаи каде граѓаните не го оствариле гласачкото право и не добиле никаква помош од ДИК и другите општински институции. 4 починати лица гласали и еден фантомски гласач кој бил заокружен во избирачкиот список, а продолжуваат и заплашувањата. Цивил укажува и на кршење на изборната процедура од страна на членови на избирачките одбори, кои им сугерирале на гласачите за кого да гласаат. Во 15 часот и 55 минути на гласачкото место 24:47 во Сарај забележано е полнење на гласачки кутии, но Цивил нема информации дали полицијата е на самото место. Промени, подобар живот, подобра иднина за Македонија, ова се очекувањата на дел на гласачите во Скопје со кои разговараше екипата на Нова. Некои од нив велат дека атмосферата на овие избори е повозбудлива од што претходно, а други со спортски речник порачаа: нека победи оној што е подобар. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева утрово гласаше во Гевгелија. Таа испрати порака до македонските граѓани дека денеска тие одлучуваат за нивната иднина. Исто така додаде дека верува од и следниот парламентарен состав ќе ја свати важноста за продолжување на мандатот на СЈО.